има две нови истраги. Да ви кажам, и не сум изненаден. После моите реакции во средата, не знаев дали за 3 дена, за 7 или за 10 ќе дојде ова што дојде. Еве го дојде за 7, ако добро можам да пресметам. Така што ништо не ми изненади. Првото е поврзано со пописот. И навистина не знам дали наредната истрага ќе биде отворена за работа, например, дека некаде сум ручал и на сред ручење сум морал да станам и да заминам, па сум направил штета на буџетот што сме го платиле целото јадење, а јас еве на средина сум станал, сум отишол да ручам. Шала на страна, сакам да кажам дека во спроведувањето на пописот имаше државна комисија која што си ја трукаше својата работа. Црсто верувам дека тоа го правеше одговорно, професионално. Сите ние другите што сме и во политика, веројатно и пошироко граѓаните, следевме што се случува, бевме загрижени да нема некакви проблеми, но одвуките си ги носеа тие. Ние може само да следиме, да си коментираме меѓу нас и така натаму, но одвуките си ги носеа органите кои што за тоа беа назначени. Тие јавно објавија и објаснија зошто дошло до прекин на пописот. Така што и ова го сметам како уште еден чекор на СЈО во правец на обид да ги зацкријат, да го дефокусираат вниманието на јавноста од она што се случува во земјата. Знаете, не можат СЈО да одржат толку пресконференции и да отворат толку истраги колку што Заев може да направи глупости. Значи, тој е многу побрз, подинамичен и почесто ги прави глупостите отколку што тие можат да отворат истраги и да одржат пресконференции со цел да ги зацкријат неговите глупости што секојдневно ги прави, неговите грешки, сите работи што се случуваат. Тие се трудат, меѓутоа не можат да постигнат. Тоа се случува секој ден и навистина слушам еве дека се вклучуваат и други институции да му помогнат со дефокусирање на јавноста, да му помогнат да се дефокусира јавноста од ова што се случува, тргнувајќи од летото кога го потпиша оној штетен договор со Бугарија, па сега овој договор, овој закон, неуставен закон поврзан со употреба на јазиците, па начинот на кој што влегува во решавањето на името со рушење на сите позиции на државата, на Република Македонија, сите преговарачки позиции и сите други глупости што ги прават на дневна база, колку и да се трудат овие политичко-партиски институции, како што е СЈО и веројатно другите институции кои што ги имаат ставено под контрола, тие не можат да го покријат сето тоа што Заев го прави како глупости на дневна база и заради кое што граѓаните секојдневно се повеќе и повеќе се разочарани од него. Значи, првото беше поврзано со пописот, каде што како што разбрав, ќе се води истрага дали јас сум влијаел или не сум влијаел, како да се работи за мали деца. Како да некои мали деца, малолетни, го спроведувале пописот, па дали јас нешто сум влијаел или не сум влијаел. Таму имаше сериозни луѓе, имаше сериозна државна комисија која што си ја гледаше својата работа, секојдневно примаше извештаи од она што се сеќавам доаѓа од терен, барем кај нас, веројатно и кај нив извештаи кои што укажуваа на многу проблеми. Втората работа за која што дознав дека ќе отвореле истрага да истражуваат е уште по абсурдна, од причина што станува збор за објава на меѓународен тендер, кој што имаше исто така комисија, составена од луѓе од различни министерства, кои што го спроведуваат тендерот, мислам на број 5, и уште 7 наблюдувачи, и тоа од Европската комисија, од Европската инвестициона банка и од ЕБРД, кои што учествуваа во финансирањето на тој проект. Тие 7 наблюдувачи и таа комисија, од она што го дознав, ја донели одвуката, ја испратиле до Брисел, до Европската комисија. Европската комисија не знам колку денови, недели и така натаму го разгледувала сето тоа, проверувала дали направиле правилен избор, дали сгрешиле нешто и слично. На крај го вратила со одобрување дека може да се изврши тој избор што е извршен. И потпишан е договорот од представници на Министерството за финансии на Република Македонија и од представникот, односно амбасадорот на Европската унија во Република Македонија. Значи, тие се потписниците на договорот со компанијата Актор. Потоа, по извесен период, по некаква пријава или гласини, Европската комисија отворила истрага, за да провери дали се било во ред. Истрагата траева не знам колку време и според информациите што ги имам, минатата година
ревизорското тело на Европската комисија ги известило владините органи дека ја завршиле таа истрага и дека немаат забелешки никакви на постапката. Така што овие стануваат толку апсурдни и смешни овие обиди на СЈО да го дефокусира вниманието на јавноста од крупните случувања за редефинирање на државата, што тоа станува и смешно.